изградивме систем во овие неколку децении кој што за жал почна да ги убива нашите деца. Систем преполн со дупки, импровизации, широко распространето мито и корупција, непочитување на стандарди и закони, немање контрола. Ова се главните причини според експертите зошто ни се случи трагедија како во Кочани. Предупредуваат дека ако не застанеме на пат на таа ерозија на системот, оваа трагедија може да не е последна. Во градежиштото, во таа една крајно сериозна и сензитивна чувствителна дејност, има се повеќе импровизации и се повеќе незнаење и неодговорност. Ако на тоа не застанеме на пат, верувајте, Кочани нема да биде последна ваква травматична состојба и случка која имаме. Одете само на клиника и видите ги сите тие втори излези дека се со катанци затворени. Само на клиника отидете. Не дај Боже нешто да се случи, треба да го бараат клучот. Значи, ние и во самото одржување на тие објекти имаме проблеми и незнаење. Истото најверојатно и дека се случува и во школите, еден излез ви е отклучен, другиот ви е заклучен. Според Пановски, целиот систем е направен да има корупција. Законите и правилниците се такви што ќе ви требаат години низ државната бирократија да извадите документација. Системот ви вели направете вон процедура, вели тој. Овдека ви случаат буквално за криминалец, кој што не ќе да плати ни проектант, ни ништо. Едноставно, државата му дозволила да отвори, при тоа дали го контролирала или не, тоа е веќе прашање. Иако би требало да имаат извршено контроли, и по тие контроли таа дискотека не би требало да работи. Легализациите на дивоградбите само се елаборат без почитување на стандардите од Законот за градење допринесоа во земјава на хартија и со прогледување низ прсти и се да е легално. Системот е очигледно препон со дупки. Сигурно дека легализацијата на бесправно изведени објекти, изградени објекти, низ која што се поминат со една неподнослива леснотија, придонесува за нешто вакво. Истрагата за трагедијата во дискотеката во Кочани покажа ерозија на системот, како што кажа јавниот обвинител Коцевски. Имала само 2 противпожарни апарати, немала хидрантска мрежа, имала само една импровизирана врата и таа била затворена. Објектот е регистриран како деловен објект за лесна индустрија. Не е извршена пренамена во гостителски објект. Има фалц лиценца за кабаре.